Може да се почне. Нови слушалки, нов мајк, нов микрофон, почнува да личи многу јако. Само сеќа не можам да мрдам многу. Дар, не марска. 1, 2, 3. Дечки, има што да се гледа викендов. Јас сум Јовица Симоновски тичеја, вие го следите Overtime на YouTube каналот BMG Network. Дечки, subscribe. 90% од тие што не следат, што ги следат видеата, што го следат BMG Network, немаат притиснато subscribe. Може би и повеќе од 90%. А тоа не значи нас многу. Затоа клик таму и да тераме јако. Добро, тоа завршена работа. Сега за фудбалов. Сабота. Нема ништо, ама буквално. Недела. Ден за фудбал. Челси, Манчестер Сити. Добра утакмица. Која добра бе? Сити ќе згази. Има 2 порази поред и се вратија со 3 победи поред. Ако на тоа ги додадеме и надпреварите од Лига на шампиони против Young Boys, тогаш Сити има серија од 5 победи поред. Добро, играа сега Лига на шампиони, може малце се изморени, усвари не се изморија ич, си тепа глатко. Челси, што да кажем за Челси. Добро. 10 на табела, 4 победи, 4 порази и 3 ремија. И сезонава нема да завршат во топ 4. Тепа со Тотенхем минатото коло, ама има 20 играчи поеќе на терен. Сега со Сити тешко. Тепа Сити, не знам како, што, колку, ама тепа Сити. Во Италија се игра едно од најголемите дербија во серија А. Рома, Лацио. Усвари Лацио домаќин. Лацио, Рома. Значи, за нивниот ривалитет не треба се трошат многу зборови. Двете екипи се ривали со децении наназад и кога играат меѓу себе, Рим е буквално поделен град. Затоа ќе се насочиме кон моменталната ситуација. Еден бод ги дели двете екипи на табелата. Но некако поубедливо игра Лацио, иако според бугмекерите Рома е фаворит. Не се слагам. На крај, мислам дека ќе одлучи моменталната инспирација. У секој случај, ќе биде јако. Ајде малку во послаба лига. Добро, не е слаба, ама не е во топ 5 лиги. Португалија, дерби меч, Бенфика, Спортинг Лисабон. Како тргнаа сезонава, мислам дека Спортинг ќе биде шампион. Прв на табела со 9 победи и само 1 реми. Но, секогаш има но. Ова е прв сериозен надпревар за нив сезонава. Мислам во домашниот шампионат. Бенфика веќе играше со Порто и победи. Така да, овој надпревар може да биде клучен за двете екипи. Мислам клучен во овој дел од сезоната, не дека ќе реши нешто. Бенфика во Португалија игра топ. Во Лига шампиони е катастрофа. Немаат освоено бод, ниту еден бод во група со Интер, Реал Соседат и со Салцбург. Спортинг мислам дека ќе помине групата во Лига Европа. Ова ќе биде многу јак надпревар. Во недела, касно, таман пред спиење, кој може нека гледа. Последните две меѓусебни среди завршија со по 2-2. Се мислев меѓу Фейенорд, АЗ Алкмар и Ленс Марсеј и се одлучив за Ленс Марсеј, ама само поради тоа што играат во подобра лига. Не е некој дерби, ама може да биде интересно. Кога нема ништо подобро и ова е добро. Мада може Фейенорд, АЗ Алкмар ќе биде поинтересно. Што знам од фудбалски аспект, голови едно друго. Нема се. Ленс Марсеј, овој надпревар може да биде пресвртница и за двете екипи. Кој тепа може да напредува многу, зашто и двете екипи играат катастрофа сезонава. Марсеј 9, Ленс 10. Значи, влогот е голем и ќе се игра на пајачки фудбал. И тоа е тоа. Сабот, значи одмараме, а недела има што да се гледа. Има интересни надпревари од сабајле до вечер. Дечки, имајте убав викенд и се гледаме следна недела. Чао!